Здраво, ова е 125-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Painted Bird на Вацлав Марул, во кој станува збор за младо момче, евреин, глумено од Петар Котлар, ситуирано некаде во Источна Европа, кое е пратено да живее со својата војна од страна на родителите, со надеж дека ќе биде побезбедно да живее кај неа. Со нејзиното неочекувано умирање започнува неговото патешествие за враќање во домот насреде жариштата на Втората светска војна, барајќи попатни за солништа и налетувајќи на сите можни погрешни ликови кои ќе применат физичка и психичка тортура врз детето. Морам да предупредам дека ова е грозоморен филм кој не е наменет за гледачите кои имаат ниска толеранција на насилство. Оваа карактерна особина не е проблем на филмот, туку на гледачкото неискуство. Сите начини на кои може да се измачи едно дете се присутни во филмот, од неговото поробување со присвојување, купување и продавање, сексуална злоупотреба, воено заробеништво до бедниот третман во прифатилиштата, кај што престојувале и бегалците од Егејска Македонија. Филмот се сведува на една борба за преживување на безпомошниот лик, кој заглавува во безизлезни ситуации, погледнува во очите на сите амбиси и во самиот епилог елоквентно согледуваме дека и амбисот има погледнато во него, кога војниците ќе ја втемелат девизата око за око, зап за зап. Предрасудите се најсилно оружје на малоумните, така е кај нас, така е и во Втората светска војна, кај што сиромашните луѓе, мигрантите, припадниците на другите убедувања, раси и полови се лесна мета на суеверие, традиционализам, фанатизам за извршување на наредби од измислени божества од фикциони дела или пак од фашистички команданти. За пофалба е херојот на филмот, младиот Котлар, кој се нафаќа да помине низ овие душевни јами и физички измачувања, иако за прв пат се појавува на филмското платно. Штом режисерот се одлучил да го следи драматуршкото дејствие со еден централен лик кој заминува на Одисеја низ пеколот, мора да се установи дека единствени релевантни ликови ќе треба да бидат епизодистите кои во краткотрајното присуство во делото, најчесто без или со редуциран говор, ќе мораат да остават силен впечаток, па затоа донесена е најдобрата можна одлука на кастинг директорот, ангажирајќи ги препознатливите великани на европската и светска глума Удо Кир, Стелан Скарсгард, Джулиан Санс, Харви Кейтел и Бери Пепер. На поведок беше употреба на педофилијата во филмот и прашањето беше кој од ликовите на споменатите актери ќе ја носи таа Оска, така што не бе воопшто изненаден кому му припаднало тоа задолжение со оглед на неговата конституција и изглед. Удо Кир цел живот го гледам со дабиран глас, така што веќе се навикнав да го слушам на секаков можен јазик, а Стелан е доволно маркантна појава што не му се потребни реплики за да може да ја долови потребната актерска бравура. Што се однесува до јазикот кој е потребен во филмот, сценаристот има образувано своевидно есперанто од словенските јазици, именувано индословенски јазик, со кој се надсинхронизирани неговите неговорители, што потполно функционира во филмот, давајќи му универзалност и мистика. 3 часа сме сведоци на оваа црно-бела воена драма, потопена во хорор елементи, како што е ослепувањето смогнато од воденичарот Удо, силување на нимфоманка, колвање на птици, истрелите во евреите, педофилијата и зоофилијата, како и обесените тела и насилните пресметки со војниците, превирањата со кои симултано ја скрутинизира надежта на момчето насреде воената зона. Филмот е денешен пандан на бескрупулозната прошетка во пеколот на земјата на Камен Си на Елем Климов, сработен со визуелно мајсторство на ниво на Ивановото детство на Андреј Тарковски. Книгата на Јержи Косински, на која се базира филмот, ги разбранува читателските кружоци со контроверзата поради која имагинарните настани ги присвојуваше авторот како вистините. Според мојот критички кантар, доколку делото е убедително, воопшто не ме интересира од каде доаѓа инспирацијата за нивното пишување, ниту пак дали има вистинитост во тие искази, меѓутоа во случајот на екранизацијата на ова дело,
од кое полскиот филмски фонд се држеше настрана, поседува прекумерна доза на насилство врз невиното дете, што бара гледачи кои имаат малку поголемо ниво на толеранција, за разлика од фрагилните и разгалени гледачи во Венеција кои ги напуштале киносалите, што е само по себе грев според мене, бидејќи ова субверзивно филмско дело го заслужува вниманието на гледачот од прва до последна минута, затоа што погледањето на ужасите на војната остава горчина во устата и неизбришлива трага во подсвеста. Човекот заслужен за прекрасното кадрирање на црно-белиот филм со воодушевувачките широки планови, динамичното снимање на рака и спорите зумови и стедикем е искусниот чешки кинематографер Валерий Смутни, кој ги сними сите филмови на режисерот и плени со незаборавни кадри снимени на 35 мм, кои ја зголемуваат естетската вредност на делото со оглед на тоа што голем дел од филмот е без диалог и звуците и сликите говорат за премолчените емоционални трауми на ликовите, ситуирани низ руралните предели. Филмот е поделен во 8 поглавја и задолжение е на монтажерот Лудек Худец да ги раздвои со фейдин секој од нив и да гласат според ликот кој ќе го пресретне момчето насреде неговата епопеја. Музиката е иземена од делото со цел да се задржи тегобноста на погледнатото. Режисерот Вацлав Марул има дипломирано на ФАМУ и претходно има снимено само 2 долгометражни филмови, Добрук од 2008 година, кај што ужасното лице на Втората светска војна е прикажано преку доживувањето на војниците кои ја воделе во либиската пустина, и дебитанскиот Смарт Филип од 2003 година, кој е екранизирање на омилениот детектив на Реймонд Чендлер, односно Филип Марло, и неговите питорескни авантури. Двете дела се екранизации на белетристика, што е подготовка за огромниот залак што се нарекува The Painted Bird, иако својата филмска кариера режисерот ја има постигнато и пред камерата. Најголемата замерка која ја имам за филмот се визуелните ефекти кои се работени дигитално и има голема разлика меѓу 35 мм на Ariflex и 8K на Red Monstro, затоа што не се доволно незабележливи за да има непречен пренос меѓу форматите, кршејќи ја илузијата воспоставена од филмската лента. За друг филм кој би траел 169 минути би бил првиот кој би се побунил за злоупотреба на вниманието на гледачот, но ова дело не сакав да заврши. Филмот ја имаше својата премиера на Венецијанскиот филмски фестивал, кај што ја шокираше публиката, освојувајќи ја наградата на Уницев. Потоа се прикажа во Лондон и во Чикаго, кај што освои сребрен Хуго за најдобра кинематографија, и на Белградскиот фест, кај што ја доби наградата на жирито за најдобра режија. Филмот освои 9 чешки лавови, станувајќи представник на Чешка за интернационалниот Оскар, влегувајќи на декемвриската листа на најдобри 10 филмови, но не успеа да добие номинација. Очигледно дека филмското насуство бара истенчен вкус за дегустирање. Филмот не беше селектиран на домашните филмски фестивали или откупен за дистрибуција. Ова е грозоморен црно-бел филм во кој е прикажано едно агонизирачко патешествие на мало момче низ вртлогот на војната, доловена со човечката свирепост и подлост, со убедителна глума на актерот во главната улога и на мноштвото епизодисти кои се доајени на актерската глума. Несомнено дека филмот за некого ќе биде тежок залак за голтање, ќе ги присили да се запрашаат гледачите за исчезнувањето на човечноста во ентропијата на зловесната војна, до која не смее да дојде. На какво согледување може воениот садизам да го подучи едно младо момче и каков човек ќе создаде од него со помош на преживеаниот корпус на ѕверства. Во видеологија секогаш се наградувани смелите, така што високата оцена на филмот е сосема заслужена, затоа што Вацлав има стапнато таму кај што другите се плашат да помислат, а не пак да направат 3-часовно кошмарно патешествие низ ужасите на војната. Ако морам да го евалуирам, тогаш The Painted Bird од мене има 4,5 од 5. Доколку ви се допадна 125-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го делото, споделете го и следете го каналот. Последнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!